Евра за виткани во алуминиумска фолија, рачно напишани ливчиња со пресметки за количината и вредноста на банкнотите, искршен зид и материјали за реконструкција, преку презентација на фотографии и видеодокази, обвинителството ја започна доказната постапка против екс-апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кому во семејниот дом во Неготино му беа најдени созидани 350.000 евра. Клучен момент на рочиштето беше видеоснимката од претресот во Неготино, на која таткото на обвинетиот Здравко Ристов на прашање на истражителите кој го користи просторот на вториот кат од домот, одговара син ми Ѓоко, судијата го користи овој простор, на што обвинетиот за противправно стекнување и прикривање на имоти и перење на пари на рочиштето се противеше. Спратот горе во куќата каде што се пронајдени парите е наведено дека го користам јас, но колку што можеше да се види и од прикажаните докази, во дневниот простор има десетина слики на мојот брат и неговото семејство. Тој простор не го користам јас, кажа Ристов во судницата. Во доказната постапка беа презентирани наоди од ДНК вештачење и други форензички анализи, што беше и причина за тензија помеѓу обвинителството и одбраната. Адвокатот на Ристов забележа на начинот на кој се менаџирало со доказите и според него невниманието на кој се прибирале истите. Според обвинителството пак станува збор за обид за одолговлекување на постапката. Начинот на кој се чувани земените материјали, видовте дека форензичарите не се облечени онака како што налага протоколот и правилникот за обезбедување на форензички докази. Нивните докази се контаминирани и тоа ќе го докажуваме во текот на постапката, но она на што најмногу реагираше одбраната. Ова се све докази од лице место кое што не е собственост на обвинетиот, не се однесува на обвинетиот. Јас ќе си дозволам. Стана манир, многу често го гледаме одбраната под плаштот на права на одбраната да влегува и да гази граница на злоупотреба на правата. Законот има одредби за тоа, кои практично не дозволуваат и не би требало да се дозволува злоупотреба на правата на одбраната, но јас сум уверена дека овој суд е доволно искусен и дека нема да дозволи одбраната преку злоупотреба на своите права да одолговлекува оваа постапка. На рочиштето беа прикажани и снимки од средби помеѓу Ристов и поранешниот државен правобранител и адвокат Фехми Стафа, кој претходно призна вина во предмет за примање на подкуп да посредува помеѓу апелационен судија, кој според наводите е Ѓоко Ристов, и бизнисменот Љупчо Пецов, познат како Ѓаволот, за да влијае врз предмет и да ги укине притворските мерки за бизнисменот. Случај кој беше каписла да се отвори истрагата против Ристов, а поврзаност помеѓу Пецов и Ристов обвинителството утврдило и при имотно-правни релации за кредит за стан. На следното рочиште судењето ќе продолжи со сведочење на вештак по барање на одбраната со цел лично да ги образложи биолошките траги пронајдени на предметите.